Цивил медија. Благодарам на поканата. Добар ден на сите. За жал немам да можам да зборувам во името на сите медиуми, можам да зборувам само во името како јас гледам на тоа прашање. Бидејќи генерално ентитет медиуми не постои. Постојат разни медиуми, вакви, такви, онакви, не медиуми постојат и така натаму. Обидувајќи се да одговорам на главната тема како на насловот на дебатата, ќе ви кажам како ние размислувавме колегите во Слободен печат и во Плюс Инфо, бидејќи знаете дека е вообичаена пракса и легитимна пракса е да медиумите, ако сакаат, да заземат страна во текот на изборите. Значи, да земат, тоа се нарекува personal commitment, нели, да се определат за еден од кандидатите и да навиваат. Тоа се случува секаде во светот, се случува на Запад, се случува особено и на она што беше некогаш Исток и така натаму. Во нашата пракса тоа се случи исто така при промената на власта, бидејќи во 2014 година, 15 кога беше, бидејќи имавме едно стојалиште, еден став дека е многу битно да Македонија дефинитивно се ослободи од еден режим кој ја држеше заробена, изолирана од светот и дека одлучиме дека треба сите ние како луѓе, како граѓани да дадеме еден личен придонес во таа насока и тоа го направивме. И тоа го направивме отворено, транспарентно, јавно и легитимно. Размислувавме дали и на овие избори треба да направиме некаков сличен потек и одлучивме не. Одлучивме да не направиме никаков personal commitment, значи да не се определиме за страна во изборите, од причина која е важна и која е одговор на темата на која сум поканет тука. Размислувајќи за иднината на Македонија, мој личен став, а и став на моите пријатели со кои долго време сум колега од славните дневникови времиња до денеска, дојдовме до заклучок дека иднината на оваа земја многу зависи од тоа дали ќе успееме во текот на наредните 2-3 години да го редуцираме нивото на конфликтноста во општеството, кое е сега екстремно високо и кое, искрено кажано, очекуваме во следните 3 изборни циклуси. Знаете дека пред нас е 3 изборни циклуси, че сега имаме претседателски избори, па декември следната година ќе имаме парламентарни избори во редовен термин, ако не се случи да има и предвремени избори. Па овие предвремени, ако не решат ништо во политичката атмосфера, може да се случи да имаме 4 изборни циклуси, па потоа имаме некаква завршница со локални избори, па потоа ќе следи еден период на консолидација на целата политичка, јавна сцена и така натаму, а тоа истовремено се случува во еден клучен период кога Македонија би требало да ги почне своите преговори со Европската Унија, периодот за кој јас лично мислам дека ние в случајот во Македонија ќе почнеме со вистинските реформи под притисокот на самиот преговарачки процес. Додека тоа не се случи, ние сме цврсто убедени дека ништо нема да има од реформи, или ништо сериозно барем нема да има од реформи во оваа земја. Поради тоа, наше мислење е дека најважно е во овој изборен процес, на овие избори, гледаме како на шанса, може би, да дојде до известно редуцирање на конфликтноста, до намалување на конфликтноста и поради тоа одлучиме многу внимателно да ги следиме пораките и да ги пренесуваме, се разбира, на сите тројца кандидати. Не со толку голем интензитет, бидејќи постои генерален замор на населението од избори, од плебисцити, нели, скоро имавме референдум, пред тоа избори и така натаму, па и кај нас постои известен замор, но одлучивме барем да бидеме
да обезбедиме рамноправен третман на сите учесници при известувањето и дефинитивно стандард е рамноправен третман на сите учесници и при огласувањето, при политичкото рекламирање, при платеното политичко огласување, за кое сега има некои техникали во Државната изборна комисија, нешто денеска тоа се решава, се надеваме ќе се решат тие проблеми денеска од техничка природа. И од тој аспект ние многу сме посветени и се надевам дека другите наши колеги многу ќе бидат посветени на следење на самиот процес, кој е можеби малку здодевен за наши прилики, но од друга страна пак е интересен за некои нови појави што ги гледаме во текот на кампањата. Имам некакви нови интересни форми на водење кампања. Имаме, како да кажем, малку повеќе ентертејмент, повеќе забава во текот нови избори. Се трудиме да го наметнеме мислењето, посматрајќи го тој дел, дека забавата всушност е составен дел на еден циркус кој се нарекува избори, а забавата служи не за злоба, за сење говорна образа, туку за смеење, ако можеме да се насмееме понекогаш и човечки, онака смешно. Ние имаме, јас прв пат слушам во кампања, прв пат слушам вакви емотивни изливи. Вчера слушавме поезија во текот на настани. Се тоа некакви нови интересни феномени на кои ние гледаме така малку беневолентно и како на еден аспект на забава околу изборите, што треба да ја придружуваат, по принцип ги придружуваат сите избори, кои се и, нели, настани се. Секој митинг во секое мало место е настан за тоа мало место, без оглед кој доаѓа. На луѓето, во принцип, Македонија малку им се случуваат настани, особено во помалите места, па и во Скопје би рекол. Така што, некако така им приоѓаме на овие избори, со големо внимание ќе ги следиме особено прекршувањата, кои без оглед што овдека слушнав уверувања дека се сега намалени и дека имаме позитивни процеси и ние ги забележуваме, но нашиот сензибилитет кон сите прекршувања и сите појави на како да кажем, на грешки е многу зголемен и поради тоа е перцепцијата дека можеби сме ние конкретно во медиумите кај што јас ги уредувам и соработувам дека се можеби прекритични или критизерски дори, тоа е така од многу едноставна причина што сега сме премногу сензибилни. Зашто имаме едно силно објаснување зошто сме такви, бидејќи ние никогаш до сега во ниедни избори од едни претходни политички гарнитури немавме ветување дека ќе имаме нулта толеранција за корупција, за непотизам, за злоупотреба на политички фондови, за јавни фондови, за политички кампањи и така натаму, за се ова, така што не ги прифаќаме објаснувањата дека порано имаше 35,5% злоупотреби, сега имаме 2,3%, не, ни беше ветено нула. Се разбира, никогаш нулата е нереална бројка, така, може би секојаш да има, меѓутоа, ако има, тогаш треба да има жестоко и казнување според законот, жестока санкција, според законите кои ги регулираат тие прашања. Ако не видиме такви санкции, тогаш повторно сваќаме дека не е нула. И затоа нашиот сензибилитет не само што нема да се намали, туку како што наближува денот на изборите и двата изборни круга кои ќе бидат прилично критични во секој поглед, нашиот сензибилитет ќе расте. И ние ќе бидеме многу по-жестоки во критиките за прекршувањата, бидејќи и годините се менуваат понапред на општеството, нели, се менува, технологијата се менува,
пред 10 или 15 години кога сме известувале се возе ледни автомобили, сега се возат веќе електрични возила по улиците, значи светот се менува генерално и затоа се зголемува и нивото на стандардите и нивото на недозволивост на некои работи што некогаш биле нели дозволени, дури и разбирливи. Па добро се, малку има и така натаму. Сега вика такво објаснување ние не прифаќаме и така сме ориентирани во текот на овие избори. Како се ориентирани другите медиуми, тоа е нивно, легитимно, исто така право да се постават. Ние тоа го следиме, го гледаме, се забавуваме, читаме, но ние вака се поставивме и ние така ја гледаме иднината на Македонија, затоа што ако во овие три изборни циклуси продолжи Македонија да биде ковачница на страсти и на конфликти, како што е сега во овој момент, тоа сериозно ќе го забави, ако не ќе го закучи, барем ќе го забави нашето напредување кон овој цивилизиран свет кон кој тежнееме и тоа ќе биде многу лошо за земјата. И од таа смисла сме многу внимателни оптимисти дека можеби ете токму овие избори можеби ќе направат некако фишекор напред. Не знаеме дали ќе биде, ама би сакале да веруваме дека е така. Цивил медија